Екипи на територијалната противпожарна единица Куманово во текот на вчерашниот ден интервенирале на градските гробишта каде што била опожарена сува трева, а во Липковското село Оризаре пожарникарите гаснеле стрниште, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Пожарникарите од општина Старо Нагоричане интервенирале во селото Младо Нагоричане каде што биле опожарени плевна и помошни објекти. Пожарот бил локализиран за околу 5 часови. Во селото Станча, општина Ранковце, пожарникарите вчера гаснеле борова шума. Пожарот е локализиран, соопштија надлежните. Општинската организација на Црвен крст Куманово донираше 30 комплети училишен прибор за учениците од основните училишта во селата Доброшане и Билјановце. Оваа донација има за цел да го поттикне образовниот процес и да придонесе кон подобри услови за учење. Секој ученик заслужува рамноправна можност за напредок, а оваа активност е поттик да се вложува во младите и нивниот развој. Со ваквите иницијативи Црвен крст Куманово ја потврдува својата посветеност кон создавање поддржувачка средина за учениците и градење иднина во која образованието ќе биде пристапно и инспиративно за сите, велат од организацијата. Гимназијата Гоце Делчев неделава е домаќин на учесници во партнерски Еразмус Плюс проект, чиј што носител е гимназијата од Крушевац, Србија. Наставниците и учениците вклучени во проектните активности вчера во општина Куманово се сретнаа и поразговараа со претседателката на Советот на општината Ивана Ѓоргиевска. Во рамките на проектот учесниците ќе организираат едукативни работилници од областа на природните науки, информатика, биологија и математика на темата здрав и одржлив животен стил. Престојот во земјава ќе биде искористен и за посета на спомен костурницата во Зебрњак, црквата Свети Ѓорги во Старо Нагоричане и посета на Скопје. Екипите на јавното предпријатие Чистота и зеленило денеска повторно ја расчистуваат дивата депонија на влезот на населбата Перо Чичо кај поранешен Туш маркет. Надлежните апелираат до граѓаните да ги пријавуваат поединците кои што неовластено фрлаат смет, а пак инспекцијските служби да ги санкционираат несовесните жители на Куманово. Раззеленувањето на градот е постапка која тече перманентно, значи тоа се дел од насладниците за кои знаете дека организираме акции за истите и дававме изјави, имаше и снимки. Сега сме сконцентрирани на расчистување на градот. Ние по програма имаме определено и улици и средства. Меѓутоа тоа е недоволно. Значи ги расчистуваме појасите кои представуваат опасност по здравјето и животот на населението. Само иницијативност од граѓаните постои. Ние одговараме на секоја акција, меѓутоа и сами предземаме действија. Значи ги чистиме улиците од смет, трева, гранки, како и диви депонии. Постојат многу диви депонии во нашиот град. Постапката за расчистување на истите депонии кои никнуваат секојдневно оди со поналог од општина Куманово, меѓутоа доколку процениме, а тоа е видливо дека постојат и представуваат опасност по животната средина, по граѓаните и сами ги превземаме. Секојдневно правиме акции и ќе продолжиме тоа да го правиме. Ја по Чистота и зеленило секогаш на располагање на граѓаните. Државното средно училиште Киро Бурнаси и јавното предпријатие Чистота и зеленило потпишаа меморандум за соработка. Со овој чекор започнуваме важна заедничка мисија – учење преку работа кај работодавач каде учениците ќе имаат можност директно да стекнат практични знаења и вештини во реална работна средина. Веруваме дека токму ваквите партнерства го градат патот кон поквалитетно образование и професионален развој на младите генерации, велат надлежните. Мобилен царински тим на граничниот премин меѓународен аеродром Скопје навлез во државата спречи обид за шверц на дури 27,5 килограми ароматизиран тутун за наргиле, што требало да заврши на македонскиот пазар. Со оваа акција е спречен обид за нелегална трговија со тутун, како и обид за избегнување плаќање давачки за акцизна стока во висина од 138.435 денари. Во случајот против едно лице државјани на Турција се води со одветна постапка, а тутунот е запленет, информираат од Царинската управа на Македонија.
Во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев на 23 септември годинава ќе биде отворена ретроспективна изложба на слики од Боро Арсовски Бабата. На изложбата ќе биде представен само дел од 55 годишното ликовно творештво на Арсовски. Од 70-тите години неговите дела се изложуваат на меѓународни изложби, салони, биенала во повеќе држави, а учествувал и на 20 на меѓународни ликовни колонии на Наива. Неговите дела се наоѓаат во голем број приватни колекции, галерии и музеи широм светот. Театар Куманово започна со пробите за нова театарска представа од годишната програма Сакатиот од Инишман под текст на Мартин Мекдона во режија на Јане Спасиќ. Премиерата се очекува да биде во втората половина од месец ноември.